Јас сметам дека можеме да заклучиме од оваа дискусија, компаниите треба да се охрабрат кон имплементација на политики и стандарди во своето работење, без разлика дали станува збор за нивни, лични или па еве имплементација на ESG рамката, како рамка која ќе ги однесе во насока на севкупно подобрување на нивните резултати. Бидејќи пак ако се реферирам на анализата која што ја споменав, де факто е докажана позитивната корелација на постигнување на подобри финансиски резултати за компаниите кои се стандардизирани на еден ваков начин. Но исто така, мораме да заклучиме дека она што спречува како компании успешно да ги имплементираме овие практики во праксата е не подготвеноста на околината, на теренот во кој што делуваме локално. Често пати наидуваме на недооформени законски решенија на локално ниво или нивна неусогласеност, дали целусна или делумна со она кое што го уредува Европската унија преку своите европски директиви. Па од тука многу пораки, нели, за органите на управување да помогнат во овој процес, јас и тоа го чув, да доуредат, да консолидираат, затоа што бизнисот има една јасна потреба од една јасна рамка на обкружувањето во кое што ќе делува и во кое што ќе ги остварува своите резултати. Со ова, јас би ја затворила оваа панел дискусија. Им се заблагодарувам од се срце на моите панелисти денес. Имавме одлична дискусија, впрочем ништо не очекував и помалку од тоа. Ви благодарам, навистина се надевам дека ќе имаме одредени резултати и јас ќе се потрудам да имаме и една така наречена follow-up средба да видиме што е направено по она што го дискутиравме денес. Ви благодарам.